Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве го изборот што го направивме со колешката Маја Перовска. Тетовчани повторно ќе шетаат по булеварот Маршал Тито. Уставниот суд ја укина одлуката на општината за преименување на улиците, донесена пред 19 години. Што е ова? Европски парламент или Историска академија? Македонија не треба да ја плаќа цената за нечии политички фрустрации, вели словенечката европратеничка со македонско потекло Ирена Јовева. Нема простор за средба со Мицковски. Радев повтори дека освен уставни измени, треба да се спроведе и вториот протокол од договорот за добрососедство. Бугари во устав за да почнат преговорите, исполнување на протоколите за да продолжат. Бојко Борисов потврди дека Софија ќе продолжи да ја блокира Македонија. Ако младите продолжат да си одат, нивното место ќе го завземат луѓе од трети земји. Мицковски за демографската слика на Македонија. До сега 12 уапсени за криминалот во Фудбалската федерација на Македонија. 5 мина во бегство. Финансиската полиција изнесе детали како се проневерувале парите. Пензионерите се враќаат на работа. Директорот на ПИОМ Мемов предлага законски промени на пазарот за труд. Жените во Македонија ги надживуваат мажите. Срцето и ракот остануваат најчести причини за смрт. За 67% зголемен бројот на пријавени случаи на семејно насилство. Министерот Тошковски порача да не се дозволи насилството од дома да се пресели на клупите. А емисијата ќе ја започнеме со следниот прилог. Амбасадата на Бугарија во Скопје повика да не се блокираат граничните премини и патиштата меѓу Бугарија и Македонија, откако беа опожарени 2 автомобили на бугарската амбасада во Скопје, пошто беше најавено дека на 21 јуни по 2 часа ќе бидат блокирани 3 гранични премини кон земјава. Како што беше објавено претходно, Бугарското министерство за внатрешни работи дало дозвола за блокада на 3 македонски гранични премини – Деве Баир, Делчево и Новосело на 21 јуни. Блокадата е планирано да трае 2 часа, а е во организација на антимакедонската бугарска фондација Македонија. Повикот да не се блокираат границите и патиштата е објавен на официјалната Facebook страница на дипломатската мисија, потпишана од бугарскиот амбасадор во Македонија Желазго Радуков. Mnogo krvja, mnogo solzi,
Уставниот суд на седница ја укина одлуката на Совет на општина Тетово, донесена на 24 април 2007 година, за преименување на имињата на улиците, плоштадите, мостовите и други објекти во градот. Причината за укинувањето на одлуката е поради тоа што пред речиси 2 децении таа не добила согласност од владата. Уставниот суд оценил дека одлуката на Советот на општина Тетово не е во согласност со законските и уставните норми. Иницијативата пред Уставниот суд беше поднесена на 11 февруари 2025 година од Даријан Сотировски и Сојузот на борците од НОП Тетово. Со одлуката на Советот на општина Тетово од 2007 беа сменети имињата на повеќе улици на градскиот плоштад во Тетово. Така главниот булевар и плоштадот кој го носеа името Маршал Тито беа преименувани во булевар и плоштад Илирија. Улицата ЈНА стана Дервиш Цара, улицата 29 ноември во Мехмед Паша Дерала и уште неколку други улици добија нови имиња. Ова одлука на општина Тетово не беше прифатена од централната власт, па во изминативе 19 години во Тетово постоеше двојно именување на дел од улиците. Во општинските документи фигурираа новите имиња на улиците, но во официјалните документи издадени од државата, лични карти, пасоши и друго, беа внесувани старите имиња на улиците. Пред крајот на првиот мандат, сегашниот градоначалник на општина Тетово Билјалка Сами покрена иницијатива за промена на имињата на уште улици во градот кои не одговарале на сегашниот момент и се остаток од едно мрачно минато како што беше образложено. Се формираше комисија која имаше за цел да утврди список на предлози за нови имиња која одржа и 4 јавни дебати на кои граѓаните покрај по електронски пат можеа и усно да даваат предлози за новите имиња на улиците. Па така, меѓу над 1000 предлози имаше и такви со имиња на албанци кои соработувале со фашистичкиот окупатор, имиња на припадници на УЧК, на лица кои се сосем непознати и нерелевантни за историјата на Тетово, подсетува sdk.mk. Пред одржувањето на локалните избори во 2025-та, оваа комисија беше распуштена, а по добивањето на вториот мандат за градоначалник, Касами формира нова комисија, која, како што беше речено, наскоро требало да излезе со предлозите за нови имиња на дел од улиците во Тетово. На одлуката на Уставен остро реагира од Демократската унија за интеграција, ДУИ, оценувајќи дека таа покажува оти кампањата за демонтирање на политичките достигнувања на албанците влегува во нова фаза. Според ДУИ, враќањето на името Маршал Тито на централниот плоштад во Тетово е само најнов знак на една реалност, што секој ден станува се поочигледна, а тоа е дека државните институции се користат за бришење на трагите од еднаквоста која е стекнувана со децении политички напори. Zajdi jasno sonce, zajdi pomrači se, i ti jasna mesečino begaju da vise.
Crnigoro, crni sestro, двајца да црниме, ти за твоите лисја легоро, јас за мојта младост. Твоите лисја, горо сестро, пак ќе ти се врата. Мојта младост, сестро, нема да се врати. Македонија не треба да ја плаќа цената за нечии политички фрустрации, вели словенечката европратеничка со македонско потекло Ирена Јовева за извештајот на Европската комисија за Македонија. Јовева вели дека не го поддржува тоа што во текстот се вклучени прашања за идентитетот, јазикот и историските толкувања и дека треба договорот да остане фокусиран на реформите, владењето на правото и европскиот напредок на земјата. Изјавата на Јовева доаѓа откако европратениците го изгласаа извештајот во кој се споменува работата на заедничката историска комисија помеѓу Македонија и Бугарија и протоколите меѓу Македонија и Бугарија, како и концептот на заедничка историја, на што имаше бројни реакции во салата во Брисел. Овој извештај мора да биде извештај за реформите и европската иднина на македонската држава, рече Јовева. Оваа земја не е одговорна за обсесијата на некои со незиниот јазик и идентитет. Македонците не треба да ја плаќаат цената за политичките фрустрации на другите. Искрено се прашувам, ако овие други секој пат продолжуваат да зборуваат повеќе за македонците отколку за содржината на европскиот напредок на земјава, кој навистина има тука проблем? Очигледно не македонците, туку оние што не можат ниту да напишат амандман без македонците, а потоа ја вложуваат целата своја енергија за некакви објаснувања за тоа кој е кој, рече Јовева пред европратениците. За неа ваквото однесување представува необично хоби, интерпретација на минатото. Што сме ние, Историска академија или Европски парламент? Европската унија е создадена за да можат народите заедно да ја градат иднината, а не за да издава сертификати за постоење на други народи. И секако не е создадена на старите национализми да им дава нова, да не кажам модерна европска сцена. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување.
За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Што да правам, што да чинам, кога е лоша мајка ми, не ми дава да заљубам од личните заљубам од личните ергени. Мајка дава лудо младо, 300 жолти жолтици. Што ти дава татко ми, тате дава лудо младо, една бавча црници. Тате дава лудо младо, една бавча црници.
aflash va meraka va sevdaka skoro odar groba va meraka va sevdaka skoro odar groba. Политичкото раководство на државата Македонија тврдоглаво оди против интересот на сопствените граѓани за побрза европска интеграција, рече премиерот на Бугарија Румен Радев. Властите во Скопје всадуваат говор на омраза, покажуваат нетолеранција и ја користат историјата како алатка во меѓународните односи, рече тој. Радев потсети дека Бугарија инсистирала на вклучување на бугарите во уставот токму за да ги заштити нивните права. Тогаш бев сам против сите. Успеав да ги убедам сите европски лидери да го сватат проблемот со почитувањето на човековите права, за да можеме да го поставиме најферското нешто во преговарачката рамка, вклучување на бугарите во уставот и спроведување на договорот за добрососедство, особено вториот протокол, истакна тој. Радев рече дека во последно време има колебање во ставовите кај некои европски лидери во врска со ова прашање, а тоа го забележал и на самитот ЕУ Западен Балкан во Црна Гора. На прашањето дали однесувањето на властите во Скопје покажува желба за членство во ЕУ, тој одговори: не, политичкото раководство прави се што е можно за да го одложи членството на нивната земја во Европската Унија, рече премиерот на Бугарија. Додека пак лидерот на бугарската ГЕРБ Бојко Борисов го поздрави усвоениот извештај за напредокот на Македонија за 2025 година од страна на Европскиот парламент, наведувајќи дека европратениците испратиле јасна порака во поддршка на почитувањето на преземените обврски на европскиот пат на Македонија. Според него одлуката на Европскиот парламент потврдува дека обидите за заобиколување на договорите меѓу Бугарија и Македонија нема да се толерираат. Борисов се пофали дека по потпишувањето на договорот за пријателство и добрососедство во 2017 година ГЕРБ одигра клучна улога во враќањето на европската перспектива на Македонија во 2022 година, кога беше договорен така наречениот европски консензус. Борисов нагласи дека бугарската позиција останува непроменета. Верно да љубиш, 9 години, колку
me žališ, zaradi ljubovta što ja imam. Koliko je teško verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Koliko je teško verno da ljubiš, rana na srce mi ostala. Во координирана акција на Агенцијата за национална безбедност и Министерството за внатрешни работи, спроведена на 16 јуни под раководство на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, били извршени претреси на повеќе локации во Скопје во рамки на предистражна постапка за кривичното дело терористичка организација. Како што соопштија од Агенцијата за национална безбедност, во акцијата биле опфатени 5 лица за кои постои основано сомнение дека биле дел од организирана група поврзана со меѓународна терористичка мрежа. При тоа биле пронајдени одземени дигитални уреди и друга електронска опрема, а против осомничените е поднесена кривична пријава до надлежното обвинителство. За 2 лица се определени мерки притвор и домашен притвор, додека останатите тројца веќе издржуваат затворски казни или се наоѓаат во притвор за други кривични дела поврзани со тероризам. Според информациите на Агенцијата за национална безбедност, осомничените биле идеолошки поддржувачи на терористичката организација Исламска држава и во изминатиот период воспоставувале контакти со нејзини медиумско-пропагандни канали. Тие наводно работеле на создавање локална мрежа преку која ширеле екстремистички и насилни наративи со цел потикнување терористички активности во земјата. Од агенцијата наведуваат дека членовите на групата обезбедувале и логистичка поддршка за други лица кои претходно биле предмет на контратерористички операции. Акцијата била реализирана врз основа на информации прибрани од Агенцијата за национална безбедност, како и податоци добиени преку меѓународна безбедносна соработка. Ти ме знаеш, чашо златна, друшкена и верна. Само ти го памтиш, срчо мила, моето минато. Со тебе сум толку многу испил, некогаш и поднапил. Со тебе до часот, пишан суден, ке сум катаден. Свршени и уморни, се уште сме заедно. Жали ме за спомени, чашо е одамнини. Вајцата истрошени и во песна стопени. Плачеме и пеме, чашо од убавини. Те прашат, чашо златна, нема онеми. Никому ни збор да не си рекла, колку си со мене.
пак ме праша чашо, зошто сум со тебе. Нека биде тајна што ќе гори вечно во мене. Свршени уморни, се уште сме заедно, жалиме за спомени, чашо од давнини. Вајцата истрошени и во песна стопени, плачеме и пеме, чашо од убавини. Драгини оставија виното и песните, ама убавините, чашо вечно ќе ги памтиме. Драгини оставија виното и песните, ама убавините, чашо вечно ќе ги памтиме. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори.
Јас го видов твоето родно место и јас слушнав мајка ти што збори. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Облачеле бело, жив и здрав ти да си ме видело. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Да се врнам, мајка да прегрнам. Овластени службени лица од Управата за финансиска полиција во соработка со Министерството за внатрешни работи по наредби на судија на претходна постапка и под раководство на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција извршија претреси на домови, деловни простории и лица на повеќе локации во Скопје. Како што соопштија од Управата за финансиска полиција, акцијата е резултат на претходно поднесена кривична пријава против 3 лица вработени во Фудбалската федерација на Македонија, управители, сопственици и овластени лица на правни субјекти, како и против самите правни лица, поради сомнение за сторени повеќе кривични дела. Со предметот се опфатени двајца поранешни председатели на ФФМ, кои се сомничат за кривично дело проневера во службата. Покрај нив за проневера во службата и перење пари и други приноси од казниво дело се товарат и раководителката на Оделението за финансии и сметководство во ФФМ, раководителот на одделот за суди и судење при Федерацијата, 14 управители, сопственици и овластени лица во фирми, како и 8 правни лица. Според доказите од предистражната постапка, првоосомничениот во својство на председател на ФФМ заедно и по претходен договор со осомничената раководителка на Оделението за финансии во периодот од 1 јануари 2015 до 25 јули 2018 со намера да прибават противправна имотна корист, присвоиле парични средства доверени во службата во вкупен износ од 127.451.156 денари. Второ осомничениот, исто така како председател на ФФМ, во договор со истата раководителка во периодот од 25 јули 2018 до 10 октомври 2019 присвоил парични средства во износ од 53.351.209 денари. Двајцата поранешни председатели на ФФМ, иако биле должни да вршат контрола и да обезбедат законито и наменско користење на средствата, одобриле и подпишале вкупно 728 налози за исплата, доставени од раководителката, овозможувајќи исплата без валидна документација. Со ова, спротивно на статутот и правилникот на ФФМ на Федерацијата, и нанеле вкупна штета од 180.802.365 денари. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
во сладоба, ке ти легнам тивко јасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Зошто од мене се криеш, љубов ти побарај ми, немој мене да ме лажеш, што те мачи кажи ми, немој мене да ме лажеш, што те мачи кажи ми, ке ти дојдам вечер јас во сладоба, ке ти легнам тивко јасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Зумбул свеќе ке ми видеш, ке ми краси зборови, јас на други не те давам, ке те љубам до зори, јас на други не те давам, ке те ljubам do zori, ке ti doјдам вечер јас во сладоба, ке ти легнам тивко јасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Податоците со кои располага Министерството за внатрешни работи укажуваат на сериозен раст и на семејното и на врсничкото насилство. Изложеноста на насилство во домот представува еден од најзначајните ризик фактори за подоцнежно агресивно однесување кај децата и младите. Во периодот од 1 јануари до 28 мај оваа година се регистрирани 768 кривични дела поврзани со семејно насилство, наспроти 460 во истиот период минатата година, што представува зголемување од 67%. Само во првите 2 недели од јуни регистрирани се уште 89 нови кривични дела од оваа област, истакна министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој учествуваше на настан по повод почетокот на проектот Прекинување на циклусот на насилство, системска превенција на семејно и врсничко насилство преку образовниот систем, организиран од владата на Република Македонија. Тој посочи дека Министерството за внатрешни работи реагира брзо и одлучно во случаите на семејно насилство, при што годинава се поднесени 601 кривична пријава, а мерки на кривичен прогон се преземени против 609 лица. Тошковски посочи дека повеќето од кривичните дела се однесуваат на телесна повреда при семејно насилство 483, како и загрозување на сигурноста 257 случаи, при што во овој период се регистрирани и 4 убиства, 1 убиство во обид и 7 тешки телесни повреди. Боле ме
Srcevo mi gori, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Čeraber dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, ohteti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori. Prokleti da se, mamo, našite dušmani. Što storija, mila mamo, što ne razdelija. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Marketing. Sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Брвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер.
Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Пензионерите кои се во добра здравствена состојба и сакаат да работат, треба да добијат можност за повторен ангажман во приватниот сектор, порача директорот на фондот на ПИОМ Никола Мемов. Тој учествуваше на тркалезна маса на тема недостигот на работна сила, од предизвик до можност преку активно старење и искористување на позитивни искуства, организирана од Комората на Македонија за приватно обезбедување. Како што беше истакнато, целта е да се најдат решенија за недостигот на работна сила, особено во секторот на приватното обезбедување. Во своето излагање Мемов нагласи дека фондот на ПИОМ не креира политики, но може да даде препораки врз основа на искуствата. Сметам дека пензионерите кои сакаат и се во добра здравствена состојба треба да имаат можност за работа. Пазарот на трудот покажува дека има потреба од нив, особено во приватното обезбедување, каде нивното искуство може да биде значаен ресурс, изјави Мемов. Тој додаде дека ваквата можност треба да се однесува исклучиво на приватниот сектор и дека би донела корист и за работодавачите, државата и самите пензионери. Kini sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovam bel na gosti, ovam bel na gosti. Ojdu durde, ojdu, ojdu durde, ojdu, ojdu durde, ojdu do belata češma. Češma.
Званичната пратеничка и председателка на партијата Дом Лилјана Поповска испрати ургенција до Уставниот суд, барајќи забрзување на постапката по нејзината иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија меѓу Македонија и Бугарија, потпишан на 17 јули 2022 година во Софија. Во дописот Поповска подсетува дека уште на 13 август 2025 Уставниот суд донел решение за поведување постапка по нејзината иницијатива, но речиси една година подоцна се уште не е закажана јавна расправа, ниту е донесена конечна одлука. Таа наведува дека со тоа се надминати роковите предвидени во деловникот на Уставниот суд, вклучително и рокот од 30 дена за доставување одговор од органот што го донел оспорениот акт, како и рокот од 3 месеци за подготовка на реферат за седница. Поповска бара судот во догледно време да организира јавна расправа и потоа да донесе одлука со која ќе утврди дека протоколот не е во согласност со Уставот, Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори и Законот за надворешни работи, поради што треба да биде поништен или прогласен за правно ништовен.
Македонија се соочува со сериозен проблем со демографската слика, па затоа треба да се прават анализи и да се размислува неколку децении однапред, со цел потентните млади луѓе да останат и да придонесуваат за македонската економија, рече председателот на владата Христијан Мицкоски во подкастот Каде се парите со Горан Теменугов. Апсолутно ќе дојде време, можеби не сега, но за некои 15 или 20-25 години, целосно да се смени демографската слика во Македонија. Од денешна перспектива, за 15, 20 или 25 години, можеби едно 150 до 250 илјади луѓе ќе ни недостасуваат во Македонија. Каде е проблемот? Тоа е една верига. Ако има Европа проблем со демографијата, има поголеми од нашиот, тогаш дел од нашиот потенцијал оди таму. Без разлика на понатамошниот нивен развој како личности, како луѓе и така натаму, тие создаваат празен простор овде. За да може оваа економија да се развива, ќе мора некој да го пополни тоа и логично е од трети земји луѓе, работници да дојдат и да го пополнат тој празен простор кој што ќе го остават тие кои што ќе заминат во Западна Европа. Така што ако во Западна Европа демографската слика се подобри и влеземе во состојба 2:1 родност, тогаш потентните млади луѓе ќе останат тука и ќе придонесуваат кон македонската економија, нагласи Мицкоски. Тој додаде дека и покрај тоа што ова е многу важна тема за понатамошниот развој на државата, кога зборува за семејство и демографија, често е исмејуван и навредуван од, како што рече, одредени структури кои се талок на општеството, но кога се води држава и се сака да се остави трага, тогаш мора да се размислува и да се анализира долгорочно. Јас кога зборувам за семејство, кога зборувам за демографија, има одредени структури во општеството, јас го нарекувам талок на општеството, кои што ме исмејуваат, ме навредуваат, пишуваат лошо за мене и така натаму, но тоа е едноставно иднината. Ако вие денеска не размислувате што ќе биде за 50, 75 или 100 години, вие не треба да се занимавате со оваа работа. Барајте си друга работа, работа која што е ден за ден и терајте. Ако веќе ја водите државата, ја водите владата, вие морате сите аспекти да ги анализирате неколку децении однапред, ако сакате да бидете човек кој ќе остави трага, посочи Мицкоски.
Жените во Македонија и натаму живеат подолго од мажите, покажуваат податоците за морталитетот во 2025 година. Според Државниот завод за статистика, просечната возраст на починатите мажи изнесува 72,2 години, додека кај жените просекот е 76,6 години. Разликата е 4,4 години во корист на жените. Минатата година во земјава починале 20.287 лица, што е за 0,4% повеќе во споредба со 2024 година. Од нив 10.498 биле мажи, а 9.789 жени. Најмногу смртни случаи биле регистрирани во јануари, вкупно 2020, додека најмалку во април, кога починале 1506 лица. Најчеста причина за смрт и понатаму се болестите на циркулаторниот систем, кои учествуваат со 34% во вкупниот број смртни случаи. Следуваат неоплазмите, односно малигните заболувања, со 19,6%. Во статистиката се евидентирани и 62 починати доенчиња, што представува 0,3% од вкупниот број починати лица во текот на годината. Што трубите њеноќе силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што трубите њеноќе силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
што труби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тафан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волшебното ѕвонче. Ви посакувам пријатен ден. Некогаш одамна си живеело некое бедно момче кое немало никој на сиот свет. Се качило тоа во планините и станал овчар. Тој имал само едно богатство, а тоа било волшебното ѕвонче. Потребно било само да се задзвони на него и стадото одело онаму каде што ќе му кажело момчето. Навечер тој го криел ѕвончето во една дупка во дрвото, за волците, привлечени од чудното ѕвонење, да не ги нападнат овците. Еднаш настанала бура. Овчарот го довел стадото во трлото, го обесил ձвончето на една гранка и си легнал да спие. Кога се разбудил, видел дека дрвото пораснало до небото и никако не можел да си го земе ձвончето. Еј, дрво, поднаведни се, треба да си го земам ձвончето. Време е да ги одведам овците на пасење. Не, одговорило дрвото, не сакам. Отишло момчето кај секирата и рекло: Оди, секиро, и сечи го дрвото, оти не сака да ми го даде ձвончето. Не одам, одговорила секирата. Отишло момчето кај рѓата. Рѓо, оди кај секирата и отапија, зашто не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не сакам, одговорила рѓата. Се налутило момчето и отишло кај огнот. Оди, огну, запали ја рѓата, зашто таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Ме мрзи да одам, братко, одговорил огнот. Отишло момчето кај водата. Трчај, водичке, изгасни го огнот, оти не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не можам, одговорила водата. Момчето се навредило и отишло кај волот. Ајде, волу, испи ја водата, зашто таа не сака да го изгасне огнот, а огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, му рекол волот, веќе се напив вода. Момчето се налутило, па отишло кај волкот. Ајде, волку, нападни го волот, оти тој не сака да ја испие водата, а таа не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, му рекол волкот, не сакам да имам работа со волот. И така отишол овчарот кај ловџијата. Ајде, ловџија, застрелај го волкот, оти тој не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата. Таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, рекол ловџијата, денес нема да одам на лов. Отишло момчето кај глувчето. Глувче, глувче, оди и изгризај го ременот од пушката на ловџијата, оти тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Глувчето му одговорило на момчето: Не ми се оди, не сум гладно. Отишло момчето и се поклонил на мачката. Оди маченце и изеди го глувчето, оти тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата, а тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот,
а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Мачката му одговорила: Не одам. До гуша сум сита од глувци. И што да прави овчарот? Отишол кај кучето. Оди мурџо каснија мачката, оти таа не сака да го изеде глувчето, а тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата. Тој пак не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Сонцето се искачи високо на небото, а моите овци сакаат да јадат и да пијат. Се сожалило кучето. Видело дека момчето е изморено и оти никој не сака да му помогне, па и се фрлил на мачката. Мачката се исплашила и му се нафрлила на глувчето. Само што видело глувчето, оттрчало и почнало да му го гризе ременот од пушката на ловџијата. Ловџијата ја зел пушката и нанишанил кон волкот. Волкот од неволја се стрчал кон волот. Волот се исплашил и почнал да ја пие водата од реката. Видела водата дека ќе ја снема, па излегла од коритото и го прснала огнот. Огнот од страв почнал да ја гори рѓата. Таа пак се затрчала кон секирата, а секирата, кога ја видела, скокнала и почнала да удира по дрвото. Дрвото се навалило. Момчето го зело своето звонче и тргнал да си ги пасе овците. Од тогаш, па се до денес, кучињата живеат на пасиштата и им се верни пријатели на овчарите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.